Малобројните љубители на фудбалот, околу 700 кои присуствуваа на отворањето на сезоната на градски, уживаа во брза, динамична и до крај неизвестна фудбалска представа, во која екипата на работнички Кометал освои 3 драгоцени бода за добар првенствен старт, иако според прикажаната игра со издадените шанси, гостите од Штип заслужија барем бод. 20 на минути се играше внимателно, за да во 25-та Аломеровиќ по еден брз противнапад ја доведе Брегалница Краун до водство од 1:0. Со овој гол играта се отвори и фудбалерите на работнички ја создаваат првата шанса преку Илиовски, но Колев го одбрани неговиот удар. Во 31-та минута Кралевски постигна гол за работнички, но судијата Илир Селја го поништи поради офсайд. Еве го уште еднаш овој момент. Во 33-та минута бележиме уште две шанси за кометалци, но и овој пат без успех. Гостинскиот голман Колев право го одбрани ударот на Илиовски, а веднаш потоа речиси во истата акција Кралевски го префрли голот. Во овие минути на налети на домаќините малку недостасува Штипјани да го зголемат водството, кога ветеранот Давидков с удар од 30 на метри за малку него изненади Георгиевски. И 40-та минута е резервирана за гостите, но по корнерот на Давидков на втората статива доцни Арсовски. И кога не се користат шансите, доаѓа наградата. Течеше 43-та минута, Игнатов одлично центрира, а на Кралевски не му преостанува ништо друго сем да го изравни резултатот на 1:1. Онаму каде што застана, фудбалерите на работнички Кометал во првиот дел продолжија во вториот. Првата шанса за предсврати имаше Толевски, кој со чуден удар успеа да погоди во рамките од гостинскиот гол. Веднаш потоа 2:1 за домаќините. Лазаревски одлично се проби, бочно, несебично го проигра Илиовски и Колев по втор пат ја вадеше топката од својата мрежа. Овој епилог резултираше со немили сцени на теренот, сосема непотребни, пошто солидниот судија Илир Селја им го покажа патот кон соблекувалната на Новаков и Диме Лазаревски, пошто овете екипи продолжија со по 10 играчи. До крајот на средбата темпото го диктираа гостите. Повторно статива погоди репрезентативниот бек Лазаревски во 63-та минута. Во 72-та се обиде и Монев од огромна далечина, но и тој бие непрецизно. 2 минути подоцна повторно Лазаревски е во акција. Прекрасно влезе во казнениот простор, каде го забележа слободниот Здравков, кој со катастрофалниот удар ги ослободи домаќините од дополнителни проблеми. Во 90-та минута за малку автогол и изравнување на резултатот, но Георгиевски овој пат имаше многу среќа, како и во 94-та минута, кога Лазаревски се обиде да го изненади директно од корнер.
Нема дилеми, актерите ги оправдаа очекувањата, особено пријатно изненади новиот прволигаш Брегалница Краун е екипа која покажа дека располага со квалитет кој може да ги изненади и најквалитетните тимови во лигата. Во Кратово фудбалерите на Силекс и Работнички Кометал одиграа вистински првенствен надпревар во кој гостите заслужено ги освоија 3 бода. Надпреварот сепак започна со возбудување пред голот на Работнички Кометал и тоа беше се што видовме до 20-та минута кога Силекс беше во ситуација преку Аксентиевич да стори нешто повеќе, но акцијата на домаќините беше прекината поради наводен офсајд. Веднаш потоа голема шанса за Карчев по одличното нафрлување на Стојанов, но Мијановиќ го одбрани неговиот удар. Возвраќаат фудбалерите на Силекс, но Ристич иако го надскока Георгиевски немаше сили да ја испрати топката до мрежата. Продолжението од надпреварот им припадна на фудбалерите на Работнички Кометал. Прв се закани Панче Стојанов, но Мијановиќ беше внимателен. Во 31-та минута акција од корнер на Игнатов, Илиовски и Толески, кој беше за малку краток и ударот заврши крај десниот дирек. 3 минути подоцна од слободен удар се закани Игнатов, но и овој пат Мијановиќ беше на вистинското место. Ова иницијатива на гостите вроди плод во 38-та минута, кога по една мешаница пред голот на Мијановиќ најдобро се снајде репрезентативниот напаѓач Толески и Работнички поведе со 1:0. Единствениот посериозен обид за изравнување до крајот на првиот дел Силекс го имаше преку Јовановски, кој од прекин бие непрецизно. Како што и се очекуваше на почетокот на вториот дел, Силекс нападна со цел да го обезбеди изравнување, но наместо течни акции и создавање шанси, кратовчани правеа почетнички грешки на средината на теренот, кои фудбалерите на Работнички Кометал лесно ги претвораа во изгледни прилики, како на пример оваа на Игнатов по изворедно изведениот контранапад на Толески. Во 55-та минута греши одбранбениот играч Ивановски, но Толески немаше сили да казни. Во следната минута Ведерсон упати по земја удар кон голот на Георгиевски, кој одбрани без поголеми проблеми. Возвратија гостите по убавиот пробив на Игнатов во 61-та минута, кога несебично го проигра саминиот Илиовски, но Ивановски добро изблокира. Игнатов асистираше во 76-та минута до Пејчич, кој пласира мудро, но го префарли голот на Силекс. Во финишот од надпреварот, особено по исклучувањето на Михајловиќ, Силекс го засили темпото и во 89-та минута создаде прилика преку денеска индиспонираниот Ристич. Само минута подоцна гостите пропуштија преку Пејчич да ја обезбедат победата, но интернационалецот од Србија и Црнагора го погоди само дирекот. Последното возбудување се случи пред голот на Георгиевски, кога Глигоров убаво влезе во казнениот простор, но судијата Крстевски неговиот пат го карактеризира како симулација и му покажа жолт картон. Во продолжение да ги слушнеме тренерите на овете екипи Јовановски и Петровиќ, кои изразија задоволство од квалитетот на денешниот надпревар.
Маđari Солидарност и натаму останува должник на градскиот ривал Слога и го Магнат, откако забележа нова победа над Гулавите и овој пат на гости, но со 2:1. Гостите и денеска на Чаир беа решени да освојат барем бод, што од самиот почеток на средбата резултираше со мощно отворена игра, без многу калкулации од двете страни. Првите возбудувања дојдоа мощно рано, но акциите завршуваа најчесто со непрецизни удари, како оној на Арбен Нухи во 6-та минута или на Деспотовски на спротивната страна минута подоцна. Без ефикасна завршница беа и брзите контри на Нухи и Ардијан, како и двојното проигрување на Џокич и Станковски. А резултатот остана непроменет и по ударот на Ѓурчевски во 12-та минута, кога голманот Груевски беше на висината од својата задача. Ова како да беше потик повеќе за играчите на Маđari Солидарност посмело да појдат кон голот на Слога и го Магнат. Малку недостасуваше 10 минути подоцна по одличното проигрување на Начевски, Петревски да се запише во листата на стрелците, но домашниот голман уште една се најде на вистинското место. И како што бива во фудбалот, шансите што не се користат најчесто се казнуваат со погодок, така беше и денеска на Чаир. По контрата на домашните во 23-та, Џокич беше непрописно сопрен во 16-тникот, пошто судијата Мечкаровски покажа на белата точка. Сигурен реализатор на најстрогата казна беше Арбен Нухи за водство на Слога и го Магнат од 1:0. Токму овој погодок ја вжешти ситуацијата на теренот, а повеќето остри стартови од 27-та минута доведоа и до една мешаница која на крајот главниот судија ја разреши со по еден жолт картон за Чолаковиќ и Ѓурчевски. Кога страстите се смирија, ладен туш за домашните. Во 33-та остро нафрлена топка од страна на Алексовски, истата не успеа да изфрли капитенот на домашните Чолаковиќ, за да конечно заврши во мрежата на Слога за изравнување на 1:1. До крајот на првото полувреме одново Алексовски од далечина уште еднаш проба да го изненади Груевски, кој овој пат беше посигурен. А на спротивната страна мајсторијата на Нухи и Ардијан остана наградена само со аплауси и воздишки од публиката. Возбудувањето во вториот дел од средбата дојде уште во првите моменти, кога од далечина Станковски успеа да погоди самогредата, која денеска беше двоен сојузник за гостите. Во слична ситуација се најде и Арбен Нухи во 55-та минута, но овој пат Димовски солидно интервенираше изфрлајќи топката во корнер. Гостите, за разлика од првото полувреме, поумерени во своите амбиции, мудро чувајќи го резултатот и само преку брзи контри и судари од далечина, пробаа да дојдат до евентуална победа. Меѓутоа и покрај ваквата игра на Маđari, Слога и го Магнат не успеа да создаде позрела шанса за гол, единствено користејќи ги прекините за игра за некаков резултатски пресврт. Но ударите беа недолно прецизни за да се случи такво нешто. Подграните страсти од првото полувреме кулминира со црвениот картон на Арбен Нухи во 85-та минута, кога на свој начин тој се обиде да ја разјасни ситуацијата под дуелот со Петрески, пошто му беше покажан патот кон собликувалната. Ова како да внесе уште поголема конфузија во домашниот табор, од која најмногу профитираа гостите во 90-та минута преку Деспотовски, за победа од 2:1 која не најде на посебно одобрување од домашната публика. Во секој случај Маđari Солидарност прокнижи нови 3 бода на своето салдо, а на Слога и го Магнат и остана само надежта за реванш во пролетниот дел од првенството. Повеќе од 2000 љубители на фудбалот во Куманово присуствуваа на квалитетен и допатлив натпревар во кој на крајот немаше победник. По почетното испитување и обидите на Ведерсон, Гарчевиќ и Ристич, Силекс го откри резултатот во 11-та минута по извонредната акција на Ведерсон која умешно ја заврши Ристич. Радоста на гостите траеше кратко, само 2 минути, кога Фатич од околу 18 метри пласираше крај немоćниот Мијановиќ. Следната добра акција на домаќините обезбеди водство 2:1. Повторна акција Алмазовски Фатич и напаѓачот на Башкими повтор пат се запиша во листата на стрелците. Веднаш потоа фудбалерите на Силекс ја превземаат иницијативата и до крајот на првиот дел се обидуваат да го изравнат резултатот. Бележим убава акција на Трипуновски и Ивановски во 33-та минута, но овој бие крај голот. Во 36-та минута соло акција на Ведерсон, бие Зендели со помош на пречката го одбрани неговиот удар. И во 43-та минута двојно проигрување Натков Ристич, Натков бие непрецизно од непосредна близина. И во вториот дел гледавме надигрување помеѓу двете екипи, коректно во рамките на ферплејот. Во 48-та минута Да Силва бие откосо, Мијановиќ го одбрани неговиот удар. Во 58-та се закана и Пресилски, кој упати незгоден удар, но крај голот.
60-та минута е резервирана за Ведерсон, еден од најдобрите фудбалери во гостинскиот тим, кој од далечина бие по земја, а Зендели го одбрани неговиот удар. Во 62-та Фати Чотко се упати вистинска бомба за малку над пречката. Елмазовски е следниот фудбалер кој се обидува да го зголеми водството на домаќините. Тој го бара на првата статива Гарчевич, но овој во трк го префарли само голот. И во 85-та минута Стојковиќ нафрли до Коњановски, кој бие млако со глава без проблеми за голманоте на домаќините. Кога сите очекуваа крај на надпреварот, една брза акција на Силекс по левата страна преку Ѓоревски, кој прекрасно нафрли до самениот Ристич, а овој од непосредна близина ја смести топката во мрежата. Башкими Силекс конечен резултат 2:2. Силекс конечно по 4 одиграни кола се израдува на победа во новата сезона. Во Кратово мечот против Тетовска Шкендија протече во фер и коректна атмосфера, а гостите се чини немаа доволно сили да им се спротистават на расположените домашни фудбалери кои со 2:0 го забележаа својот прв триумф. Иницијативата за трите бода кај Силекс уште од самиот почеток изразена преку непрецизниот удар на Јовановски и смелите пробиви на Ристич, кои иако во првиот момент ветуваа сериозна закана по голот на гостите, на крајот беа без конкретна завршница. Испитувањата на силите на противникот од страна на кратовци продолжи во 8-та минута, но Арсениевиќ не успеа да профитира по проигрувањето од Ѓорески. На спротивната страна гостите поумерени во своите напади. Неголемата своја закана ја гледа преку удари од далечина или брзи контри, но ниту една од двете варијанти не вроди со плод на денешната средба. Лесен плен за Мијановиќ беа топките упатени од Ѓоргиев и Емини во 10-та и 19-та минута, а без го реализација остана и ударот на Исмаили во 21-та. Ваквата моментална иницијатива на гостите не го олава и обрачот пред голот на Шкендија, кој се повеќе се стегаше и беше прашање на време кога истиот ќе попушти. Од 23-та минута Ристич остана прекраток по нафрлената топка од страна на Спасовски, а 10 минути подоцна Јовчев со правовремените интервенции пред Ѓоревски и Ивановски за момент ја одложи гол екзекуцијата. Но таа дојде во 35-та минута по одлично изведениот корнер од страна на Ведерсон. Највисок во гостинскиот 16-тник е Арсениевиќ, доведувајќи ги домашните во водство од 1:0. До крајот на полувремето кратовчани пропушти уште една зрела можност да го зголемат водството по одлично изработената акција меѓу Ѓоревски, Спасовски и Ристич, но последниот пропушти да се запише во листата на стрелците. Опуштениот старт во второто полувреме можеше скапо да ги чини домашните. Јеловац одлично го пронајде Мурлаху, кој од само неколку метри не успеа да го совлада денеска сигурниот Мијановиќ. Воедно ова беше и незрелата шанса преку кој играчите на Шкендија 79 можеа да направат некаков резултатски пресврт, затоа до крајот се што се случуваше беше токму пред голот на тетовчани. Ако во 54-та и 56-та минута ударите на Спасовски и Натков не успеа да ја погодат целта, за својот првенец избори бразилецот Ведерсон, кој по проигрувањето од Трипуновски во 58-та минута ги постави конечните 2:0. Среќа за гол реализација му недостасуваше на Ристич во 66-та кога нафрлената топка од Ѓоревски упати само во стативата, а токму овој тандем, но по обратен редослед беше во главната улога и 2 минути подоцна, но од ударот се изроди само голот. Иако се приближуваше финишот од средбата, играчите на Силекс не ги напушташе желбата победливо да триумфираат во денешниот дуел, иако за тоа ќе треба добро во иднина да поработат и на реализацијата. Атрактивен, но безуспешен беше обитот на Коњановски во 80-та, а по погрешната проценка Ристич упати топката над голот 2 минути подоцна. Истиот играч не успеа да профитира и во самиот истек од регуларните 90, кога Јовчев се најде на вистинското место да спаси сигурен гол. Во секој случај во Кратово се одигра еден фер и коректен надпревар во кој домашните забележаа значајни 3 бода.
Diego, idemo! Твоята ли е тая една да се дефокусира цяло време? Или да чекай? Ама шо е? Коя е? Не знам да се заебано. Е, вече си знаем, се изпати само и да се трудува. Камера, ти си знаеш што ти и како ти и зашто ти е. И ще видите десетина взимат на база.
И натаму продолжува црната серија за Слогиго Магнат во новата сезона. Во денешното дерби со градскиот ривал Вардар, чирските гулаби доживеа минимален, но болен пораз. Во надпревар во кој домашните во последните 40 на минути пропуштија да забележат барем бод. За разлика од црвено-црните кои не прикажаа некој игра, создавајќи си онолку шанси колку што им требаа за победа. Од она што денеска се случуваше во Чаир, далеку од жешките дерби дуели кои сме навикнале да ги гледаме меѓу овие два клуба. Надпреварот започна релативно мирно, без посебни возбудувања, со блага иницијатива на домашните, се до 8-та минута кога Здравковиќ и неговите колеги од одбраната на Вардар беа на висината на својата задача, спречувајќи сигурен гол по ударите на Џокич и Арбен Ухи. За разлика од Слога, која постепено ја плетеше мрежата пред голот на вардарци, гостите во првото полувреме не само што не направија некоја посериозна шанса за погодок, туку не упатија ни директен удар во рамките од голот на Груевски. Затоа на спортивната страна првите воздишки ги изнуди Арбен Ухи по одлично изведениот слободен удар, но Здравковиќ со одлична интервенција успеа да изфрли топката во корнер. Агустинскиот голман се истакна и по ударите на Демири во 36-та и 45-та минута. Иницијативата на домашните конечно вроди со погодок 2 минути по стартот на вториот дел од средбата. Нафрлената топка од Горан Јовановски, вардарци изфрлија само до Неџипин Дери, кој не пропушти ваква шанса да се запише во листата на стрелците и водство на домашните од 1-0. Овој погодок како да ги подотрезни црвено-црните посмело да трнат кон голот на Слогиго Магнат. Веќе во 67-та минута дојде и до изравнување од 1-1, кога Деспотовски одлично го пронајде Вандер, Зелецот да ја продолжи својата голгетерска серија. Инаку истиот двоец, но во обратна улога, 5 минути подоцна, пропушти 100% можност да го доведе својот тим во водство, кога Деспотовски од 10 на метри место празниот гол го погоди само Авија Габриел. Сепак гилната игра на Вардар резултираше со нов погодок во мрежата на домашните. Во 81-та по изведениот корнер од Масев, Божиновски мајсторски обезбеди значајна победа и нови 3 бода на салдото на гостите. Резултатскиот шок во кој се најдоа во таборот на Слога си го стори своето до крајот на мечот. Се што успеа да направат напајачите на гулабите беа само патени топки кон голот на вардарци кои не представува по сериозна опасност за да се загрози победата на црвено-црните. Се на Чаир се одигра средба која по своето темпо, квалитет и жештина ни одалеку не наликуваше на дерби дуел кој сме навикнале да огледаме меѓу овие два клуба. Но остана темната дамка како фрлените камења на крајот од мечот, од страна на публиката како резултат на незадоволство од конечниот епилог. Сепак, благодарејќи на интервенцијата на органите за безбедност, страстите за кратко време беа смирени и се мина без некој поголем инцидент.
Свири, бе. Evo, snad. Veš. Koji ги тепа овие тренерцаните во Цилек. А врне, која го врне со това? Те друго беше... Опса тако има, било кој играч да е. Еш! Два избуши. Друго и таму игра. Силекс ја продолжува победоносната серија во домашниот шампионат, овој пат извојувајќи убедлив триумф од 4:0 против гостите од Кичево. Иако кратовци важеа за фаворити и од нив се очекуваше почетната иницијатива, напредок беше екипата која прва имаше можноста да го открие резултатот во Кратово, но Арсовски и стативата во првата минута спасија сигурен гол. Тука не застанаа на летите на гостите кои желбата за водство ја истакне и преку Јурица Силјановски во 10-та минута, кој соло пробивот не успеа да го круниса со погодок. Откако се ослободи од почетниот притисок, играчите на Силес го пренесоа тежиштето на играта на противничката половина, додека првиот конкретен удар го бележиме во 11-та минута преку Јовановски. Употреблива топка имаше и Димче Спасовски 10 минути подоцна, но од сето тоа се изроди само гол-аут. Од возбудувањето внимание заслужи и пробивот на Попчановски во 30-та минута, кој остана без реализација, благодарејќи на интервенцијата на Мијановиќ, а гоманските способности си ги истакна и Јусуфи, по силно изведениот слободен удар од страна на Арсенијевиќ на спротивната страна. Ако во првите 45 минути се бележаа само јалови обиди на двете екипи, второто полувреме беше вистинска канонада по голот на кичевчани. Серијата голови ја започна Ристич во 48-та, искористувајќи ја грешката на Размовски за водство од 1:0. Веќе 11 минути подоцна по изведениот корнер од Лиманов, во 16-никот на гостите најумешен е Јовановски Синиша, зголемувајќи на 2:0. Зрела можност да ја врати резултатската неизвестност имаше и Стојанов во 64-та, но Арсовски уште една се најде на вистинското место за да исфрли топката од самата гол линија. Изгледна шанса гостите да го уважат поразот има и во 80-та, но Митревски од 5 метри успеа да го погоди само нетваришниот дел од мрежата. По овој момент следеше вистинска опсада по голот на напредок. Прво Стојковиќ биеше силно, но непрецизно, но во вториот обид во 86-та умешно се снајде по нафрлената топка од Ристич, постигнувајќи го третиот гол за Силекс. Истиот тандем, но повратен редослед се закани и во 87-та, но топката заврши и крај голот. Конечните 4:0 по асистенцијата на Симеонов ги постави Ристич 2 минути подоцна, со неговиот втор гол на денешната средба. До крајот на дуелот истиот играч биеше крај стативите, а 100% можност имаше и Симеонов кој пропушти со гол да го круни со одличниот пробив на Лиманов. Се насе фери и коректен натпревар во кој трите бода заслужено останаа во Кратово.
Добре, мали. Се да одигра. Не му се седава тамо да се не Гол! Фудбалерите на Работнички Кометал и Силекс одиграа еден коректен надпревар во кој домаќините лесно искористија 3 од создадените шанси и забележаа нова победа во борбата за врвот. Надпреварот започна со вообичаеното испитување на силите и во тие моменти први се заканија гостите со силниот удар на Коњановски во 15-та минута. Во 22-та Лиманов не успеа до крај да го заврши брзиот противнапад, пошто фудбалерите на Работнички Кометал по акцијата на Илиевски преку Игнатов поведоа со 1:0, иако Ивановски се обиде да спаси најлошо. Во 31-та минута Силекс беше во можност да го загрози посериозно голот на Маđовски, но одбраната на Работнички Кометал правовремено блокираше. Во вториот дел, фудбалерите на Работнички Кометал повторно играа по конкретно од противникот и со головите на Панче Стојанов и Толески остварија недостижно водство. До крајот на средбата ги извојувам уште шансите на Ристич на 2 пати, потоа Игнатов и на Стојковиќ, пошто резултатот остана непроменет.
90 минути му требаа на Силекс во Кратово за да го скрши отпорот на Башкими, кој уште една се покажа дека е цврст орев иако игра на гостински терен. Како од самиот почеток, практично и преку целиот меч, иницијативата имаа домашните, иако ретки беа моментите кои можеа да донесат некоја резултатска промена. Најголема заслуга за тоа имаше подмрзнатиот терен кој не дозволи двата тима да се прикажат во полно светло, но сепак не изостана машката борба за секоја топка и педа од теренот. Првата по конкретна закана ја бележиме веќе во 7-та минута кога по нафрлената топка од Коњановски, иако од прва реагираше Јовановски, не успеа да го совлада денеска сигурниот Зендели, кој умешно го загради аголот и по обидот на Ристич, чиј удар од неколку метри заврши високо над голот. За разлика од Силекс, играта на Башкими претежно сконцентрирана на средината од теренот, од каде со изградени акции на фрлени топки пробуваа да го изненадат противникот. Како што беше и обидот во 20-та минута, но Мијановиќ навременно реагираше по ударот на Георгиев. До крајот на првото полувреме гостинската одбрана практично секогаш беше пред брзоногите напајачи на Силекс, а и ударите на домашните најчесто беа непрецизни како оној на Спасовски во 31-та минута. Вториот дел од средбата според очекувањата донесе нешто повеќе возбуда, која ја најави Стојковиќ уште во 48-та минута по одличното проигрување од Лиманов, но и овој пат гостинскиот голман Зендели одлично се постави, а негов плен беа и топките упатени од страна на Трипуновски во 50-та и на Спасовски 2 минути подоцна. Очигледно Башкими беше задоволен со бот од Кратово, па оттаму и нешто по повлечената игра од нивна страна, иако од време на време знаат да се заканат по голот на домашните, а како несериозна ја бележиме шансата на Исмаил Искендер во 70-та минута. Во продолжение од мечот, како изминуваше времето, се повеќе се стегаше обрачот пред гостинскиот гол, а шансите се редеа како на филмска лента, иако неголемиот дел од нив останаа без реализација. Прво во 85-та Ристич од непосредна близина не успеа да го надмудри Зендели, а крај гостинскиот гол заврши и силниот удар на Аксентие во следниот напад. Ако во 89-та сантиметри го делеа Тодоровски од листата на стрелците, истиот играч асистираше во самиот истек од средбата кога гостите ја направија единствената грешка во одбраната денеска. А Коњановски се погрижи таа да ги чини бот, обезбедувајќи значајна победа за Силекс во денешниот меч, со која кратовци полека фаќаат приклучок кон средината од табелата. се не измени да напушта Серафиновски на негово место Владимир Басев. Измена играта на место Медич, на негово место игра Чајчев.
Разбери? Още 5 минути. Дигнато по далечина и Мегленски дигнато пиеше во селото на Силсон, дигнато пиеше во Има у нас вече друштво се. Во еден фери коректен надпревар во Кратово меѓу Силекс и Беласица, според прикажаната игра, 3 бодови заслужено останаа кај домашните, кој фактот дека спроти себе имаат млад противник, воопшто не ми олесни задачата на теренот. Дека ќе се игра отворено, без калкулации, обата тима навести уште од самиот почеток, но нафрлените топки од страна на Али Муса и на Трипуновски на спротивната страна останаа без конкретна завршница. По неколкутен успешни обиди по бочните позиции да се промени резултатот, конечно во 21-та го гетерот на домашните Ристич, употребливата топка од Арсовски ја претвори во водство од 1:0. Погодок кој не смени ништо околу борбеноста на теренот, која иако се одвиваше со ист интензитет, не вроди со посебни закани по обата гола. Од она што заслужува посебно да се одбележи се само шансите за Силекс, кој најчесто бе удари од далечина како оној на Коњановски во 31-та и на Лиманов 15 минути подоцна. Во слично темпо се продолжи во вториот дел. Амбициите кратовчани да стигнат до победлива победа ги истакна уште од првите моменти. Лиманов се најде во главна улога како творец на акциите во 47-та, кога Ристич биеше непрецизно крај голот и 4 минути подоцна, кога одличниот лоп на Трипуновски остана без гол завршница, единствено благодарејќи на уште поубавата интервенција на Дисич. Своја шанса по втор пат да се запише во листата на стрелците пропушти и Ристич по асистенцијата од Трипуновски во 65-та. Во меѓувреме на спротивната страна во главна улога беше Али Муса, кој 5 минути подоцна од непосредна близина биеше крај голот, оставајќи ја нереализирана на изгледната шанса гостите да дојдат до изравнување. Во продолжението се зачестија атаците на Силекс, но единствениот виновник што кенгурите минаа само со 2 гола во својата мрежа е токму нивниот голман Дисич. Тој го одбрани ударот на Ѓорески во 72-та и излезе победник и по дуелот со Ристич 8 минути подоцна. Веќе во следниот напад Силекс успеа да постигне гол преку Арсенијевиќ, но истиот беше поништен поради офсет, иако домашниот играч атрактивно го прослави својот погодок. Меѓутоа не мина многу време за кратовци одново да ја затресат мрежата на противникот веќе во 83-та, кога Лиманов по проигрувањето од Ристич ги постави конечните 2:0. До крајот на средбата свој обид имаше и Коњановски, а во таборот на Струмичани Гроздановски соло проба да го ублажи поразот. Сена се дуел во кој Силекс на крајот повеќе од заслужено стигна до 3 бода. Неговата одлука што предизвика гнев.
Истината друго, тетровошките, слови го мандат Еремова.
Koja minuta fire? Ovo je ovo. Unutra je.